Почитувани, Зоран Заев денеска одговори за случајот Рекет 2 и за повиците Ден Дончев и Венко Филипче да бидат изземени од позициите заради поднесена кривична пријава против нив за рекетирање, злоупотреба на државни институции и обиди за преземање на домашна компанија. Зоран Заев со денешниот заеднички настап со Ден Дончев и Венко Филипче потврди дека имале средби со Зоран Милевски Кичеец, човекот со кој што се надополнува кривичната пријава за Рекет 2. Зоран Заев потврди дека знаел за Рекет 2 и дека е вистина наводот во кривичната пријава за одвраќањето на странскиот здравствен гигант да влезе во Македонија. Зоран Заев денеска откри дека речиси цела година однапред знае што ќе работи обвинителството и знае против кого и каков случај ќе се отвара случај во обвинителството. Зоран Заев денеска ја потврди спрегата на Октоподот, Зоран Заев ја потврди спрегата на извршната и јавно обвинителската власт, Зоран Заев потврди дека е запознаен со рекетирањето и случајот Рекет 2. Почитувани, Октоподот на власт нема намера да има расчистување на високата корупција. Зоран Заев застана со Ден Дончев и Венко Филипче, што според сите критериуми е покажување на политичка заштита врз овие двајца среде отворен процес по поднесена кривична пријава. Наспроти лагите за борбата против високата корупција, Зоран Заев со денешниот настап со Ден Дончев и Венко Филипче упати невербална порака дека треба случајот да се забошоти. Од тука, Заев невербално порача дека двајцата нема да бидат тргнати од позициите каде што можат да влијаат врз докази и сведоци. Заев невербално порача дека е против расчистување на дилемите имало или не исплаќани месечни транши кај благајник со брада во Струмичко. Едноставно, Заев со денешната пресконференција со Дончев и Филипче упати невербален притисок врз правниот систем во Република Македонија. Почитувани, има кривична пријава против Дончев, Филипче и сега и Кичеец, во која стои дека тие спречуваат продажба на македонска приватна компанија, сакаат да имаат удел во продажбата, можеби сакаат да ја преземат компанијата, се споменуваат месечни транши, рекет до благајник со брада во Струмичко и никому ништо. Според кривичната пријава, биле злоупотребени нивните институции каде што управуваат, но злоупотребена и управата за финансиско разузнавање и била најавена истрага скоро цела година пред истрагата и да се случи, а сега и Зоран Заев го потврдува тоа и никому ништо. Зоран Заев потврдува дека точно знае дека капиталот од трговијата е замрзнат, како и по година дена од истрагата дека нема никаков докажан криминал, што е класичен пример за притисок врз домашниот бизнис и одличен пример за бизнис амбиентот во Република Македонија. Почитувани, се додека државната мафија, Октоподот е на власт, Македонија нема да исполни едно круцијално прашање за евроинтеграциите, а тоа е борба против криминалот и корупцијата. А токму тие се одлика на оваа власт. Со заштита на корупцијата и вмреженоста со правосудниот систем не се носат храбри, напротив се носат криминални одлуки. Сиот овој период на владење на Октоподот го осликува криминал и корупција. Почитувани, Рекет 2 е продолжение на обидите на Октоподот на власт да ја убијат борбата против високата корупција. Рекет 2 е продолжение на срамната истрага за Рекет 1, за забошотувањето, за истрагата за Леонардо и за сите коруптивни скандали на Октоподот. Почитувани, ова е неподносливо и неиздржливо за капацитетот на Македонија. Потребни се итни избори, избори за обнова на Македонија и избори по кои што конечно ќе има поднесување на одговорност за севкупната девастација на Република Македонија. Ви благодарам.